Почна првата текстилијада во Штип, каде што на денешнава дебата со локални сили заедно за еднината на текстилните работници присуствуваа представници од невладиниот сектор, штипскиот градоначалник Благој Бочварски, но не и представници на работодавците од текстилниот сектор. Пак имаме вакви дебати, дефинитивно ова не е крај. Мислам, ќе продолжиме и да ги повикуваме на настани, да се надеваме на соработка со нив. И ова всушност може да им помогне на текстилните работнички и подобро да се борат за своите права, но и да имаат подобра позиција на пазарот на труд. Тоа што не се присутни работодавците и синдикатот не мора да биде голем минус, затоа што ова и ќе се емитува јавно преку медиумите и ќе се состави записник кој што ќе биде споделен со нив, така да имаме можност да ги слушнеме и нивните идеи и во некоја блиска иднина се надам дека ќе можеме и заедно да седнеме и да разговараме. Меѓутоа, сепак сме среќни што проблемот е препознаен токму од институциите. Еве, на пример, оваа програма следува преку овогодинишниот поинаков концепт за културна програма на Министерството за култура, нов културен бран. Исто така е препознаен од градоначалникот на општина Штип, Благој Бочварски. Ампева се надева дека оваа влада ќе има и слух за законски измени за подобри работнички права. Законот за минимална плата дефинитивно треба да се прегледа пак, бидејќи овие 3 месеца пракса гледаме дека има манипулација на исплатата на минималната плата и во однос на договорите за вработување. Значи не може толку години работниците да работат на договор на определено од 1 месец и тоа да продолжува да се случува и по 5-та година, кога фактички тие треба да добијат договор за работа на неопределено време. Борис Шарковски од Фондацијата за локален развој во Штип забележа дека невладиниот сектор може да понуди најразлична подршка на работниците, и тоа во делот на организирањето на обуки. А според него, ваквите дебати може да им помогнат на работничките и подобро да се борат за своите права.